Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Денес би сакал да зборувам на тема интерес за окултизамот. Зошто има толкав интерес за окултното? За она што е скриено, што е непознато за човекот, каде што постои голема опасност за човечката душа. Ние живееме во модерен свет, да речеме модерен свет, со големи изуми и достигнувања. А сепак, не можам да се изначудам колку голем интерес има за окултизмот, суеверието и примитивизамот. Поплавени сме од голем број на секаков вид пророци, кои секојдневно предскажуваат нешто. Исцелители, чудотворци, месии, кои на еден или на друг начин ги уверуваат или убедуваат луѓето дека имаат моќ да направат нешто добро за нив. Многу млади луѓе, за жал, директно или индиректно, го почитуваат таткото на лагата, ѓаволот. Статистиките покажуваат дека мнозина кои се занимаваат со овакви нешта имаат душевни и секакви други проблеми. Тоа е факт, запаѓајќи во амбисот да си го одземат дури и животот. Не постои весник каде што не се пишува за хороскоп, астролошките карти. Сето тоа веќе се смета за нормално, па дури ги покануваат астролозите пред некој значаен ден или настан да ги кажат нивните предвидувања. Тоа на македонските телевизии е преполно. Ние христијаните тоа го гледаме како знак и исполнување на библиските пророштва и да не бидеме изненадени. Бог уште многу одамна го предупреди неговиот народ да не ги следи овие пагански обичаи кои можат да му бидат стапица за пропаст. Например, во 3-та Мојсеева книга е запишено вака: ако некој се обрати кон мртвите или духовите, јас ќе се свртам против таквиот човек и ќе го отстранам од неговиот народ. Тоа е запишено во 3-та Мојсеева книга, 20 глава, 6 стих. Например, гатањето не е само некое народно наследство од старите времења. Трагедијата на модерниот човек е во тоа што и покрај големите научни откритија, тој и понатаму се занимава за суеверните нешта и ги продлабочува. Народот има мобилни, компјутери, комуницира со целиот свет на сосема софистициран начин. А од друга страна го гледаме тој истиот човек ја прашува некоја проста баба како да го отстрани урокот од себе си. Дури и учените луѓе прибегнувале кон суеверија и кон окултизам. Зошто е тоа така? Проблемот е во тоа што на човекот како создание и како битие му треба водство, сигурност во животот. Тој не се чувствува сигурен кога го нема Бог во себе си. Ниту ти или кој да е, не е без оваа потреба. Бог како наш татко се погрижи тоа да го даде на секој човек. Исус Христос умре на Голгота за твоите и моите гревови. Ако му го предадеш животот со вера и покаяние, тој ќе ти прости и ќе ти даде нов живот. Ако не веруваш во Божиот Син, тогаш си во робство на ѓаволот, кој си поигрува со твојот живот, токму со овие пагански и суеверни појави, со овие египетски зла. Демонските сили дејствуваат и ќе дејствуваат и понатаму. Само да немаш допир со вистината, која се откри во личноста на Исус Христос. Зашто Исус рече: јас сум патот, вистината и животот. На ѓаволот му смета вистината. Бог ни забранува да се занимаваме со овие појави и со тоа ја искажува неговата таткова грижа и заштита. Ако бараш услуга од гатач или спиритист, повикувач на мртви, тие колку и да се модерни и да употребуваат фрази кои се прифатливи за модерниот човек, всушност го прашуваш ти, токму ѓаволот. Тој се крие за сите овие суеверија и паганштини. Мнозина се измамени преку разни религиозни предмети во форма, например, на крстови, слики и секакви иконографии, кои оддаваат впечаток на искрена побожност. Некои се измамени со тоа што велат: еве, оваа икона плаче, оваа икона прозборе,
Оваа икона се помоли. Ова се опасни нешта. Христос сите тие кои се занимаваат со тоа ги нарече волци во овча кожа. Никаде во Библијата немаме потврда дека предметите треба да ни служат како средство за доближување до Бог. Библијата вели Бог е дух и секој пристап кон него е во дух и вистина. Бог во 5-та книга Мојсеева, 18-та глава вели вака: да нема некој помеѓу вас кој ќе ги принесува своите деца низ оган, ни врачари, ни астролози, ни бајачи или сонувачи, спиритисти, повикувачи на мртви и ослободувачи од уроци, зашто сите овие нешта се грев пред Господа. Одвратно. Например, гледањето во дланка, гледање во кафе, карти, телепатија, хипноза, астрологија, хороскоп и што уште не, сите овие и многу други нешта спаѓаат во тежок и гнасен грев, одвратен пред Господ. Сите овие нешта, макар и да се завиени во плашт на наука, демонските сили ќе ги одведат луѓето во вечна пропаст. Суеверните нешта ги контролира таткото на лагата и принцот на темнината. Тука спаѓа и бројот 13, детелината со 4 лисја, црни мачки, бел лук, црвен конец и што уште не. Тоа без сомнение е вратата на темнината. Хорор филмовите се многу популарни помеѓу младите. Книга за вампири, парапсихологија, медитација. Кој е крив за сето тоа? Стравот од утрешниот ден и гладта за смислата на животот ги тера луѓето токму по овие погрешни нешта. Мнозина се свртуваат камелеонски на старите вредности, да беа барем вредности. Ја воздигаат традицијата и религијата без трошка покаяние и промена на животот. Сето тоа се смета за феномен и модерен тренд. За психолозите и етнолозите, ѓаволот е само символ на човечкиот религиозен страв пред непознатото. Тоа за нив е парадигма на зло и персонификација. Но мора на сите да не биде јасно дека Библијата ѓаволот го представува како реална личност, отпаднато битие, зло битие, кое се противи на Бог и дејствува скриено за да мами. Но сепак, на крстот, Исус го победи, го порази, му е смачка главата. С таа стара змија ѓаволот му е смачка главата целосно. Многумина кои се занимавале со вакви нешта, Исус ги ослободил и ги спасил. Колку сведоштва сум слушал како се ослободиле луѓето од вакви нешта. Немој ти да ја плаќаш цената со тоа што ѓаволот ќе те вовлекува во неговите игри. Цената ја плати Исус и нема потреба ти да ја плаќаш, со тоа што ќе се обидуваш на друг начин да се спасуваш од проклетството. Твојата душа вреди повеќе од било што на овој свет. Таа му припаѓа само на Бог, бидејќи од Бог е создадена и на никој друг. Библијата нагласува дека Христовата крв, Божјата крв, има сила и моќ на ослободување преку дејството на Светиот Дух. Бог ветува дека ако се покаеш, ќе го испрати во тебе Светиот Дух и ќе те ослободи од сите суеверија и окултни појави. Исус вели: ако Синот ве ослободи, на вистина ќе бидете слободни. Слободата е духовна. Кога Исус ќе те ослободи, сатаната ќе нема власт над тебе. Стори го тоа уште сега, денеска, вечерва, додека е свежо тоа што го слушна. Повикај го Бог во молитва со едноставни зборови, онака како што умееш да ги кажеш. Не дозволувај никој да ти го одземе тоа што Бог ти го дава во Исус Христос, а тоа е вечен живот. Исус вели: дојдете при мене сите вие кои сте обременети, кои сте оптоварени во животот, и јас ќе ве ослободам. Бог и во Стариот и во Новиот Завет строго му забранува на човекот да има допир со сите овие суеверија што ги спомнав досега. Исус рече дека тоа е патот, вистината и животот, како што реков, и нема потреба од други патишта и други вистини. Во него, во Христос, се скриени сите богатства на мудроста и знаењето. Кога го бараме него, ние се исполнуваме со потребите за кое копне е нашата душа. И не само тоа,
туку го откриваме животот под смртта, кој е реален и вистинит. Ако не доаѓаме во молитва преку Христос и бараме други патишта за разоткривање на тој живот, човекот автоматски потпаѓа под влијание и дејство на ѓаволот кој го замаглува патот на човекот преку вакви појави. Гледај оваа порака да не ја презреш со тоа што ќе помислиш кој ти ја кажува и дали е така. Бог има една вистина, таа вистина е во Библијата. Ако ова е забрането, тогаш останува забрането за секогаш. Бог да ве благослови, почитувани пријатели. Амин.